Поведете. Ви благодарам. Пред неколку децени излезе една малечка, но исклучителна книга од професорот по пастирска психологија на Солунскиот богословски факултет Јован Корнаракис, тогашниот професор. Книгата се викаше Схизофренија или аскетизам, преведена ја имам и на македонски превод, мислам, проблем на екзистенцијалниот избор. Насловот на ова изложување отворено и очигледно реферира кон ова тогашно издание. Аскетика или технофилетизам, екзистенцијалните избори на 21. век. Една од главните работи на философијата, предметот кој што го предавам на Богословскиот факултет, именно да ги означи, да ги дефинира и да ги представи детално по имите со кои што се занимаваме. Така што добар дел од денешното изложување ќе се сосредоточи именно врз овие поими кои што се содржани во насловот на моево кусо 10-минутно изложување. Ќе почнам од терминот технофилетизам, кој што ќе признам дека не е мој изум. Јас прв пат го сретнав во една прекрасна книга, чиј што автор е нашиот денешен гостин, доктор Стјепан Штивич од Теолошкиот факултет во Љубљана. Неодамна излезена, мислам дека ова година излезена книга со наслов, со кусиот наслов Трансхуманизам. Примерок од книгата имаме тука, подарена за нашата библиотека, за што сме благодарни. Во таа книгичка јас го сретнав прв пат тој израз технофилетизам и го привлече вниманието заради тоа што структурата на зборот подсетува веќе на други кованици кои што го содржат овој суфикс, оваа додавка филетизам. Што би значил тој збор филетизам? Доаѓа од старогрчкиот збор филетизмос, кој што означува во конкретниот контекст пренагласен идолатриски однос кон различни аспекти на созданието. Или попрво, третирање на тие аспекти на созданието не баре се божествени, не баре во себе си поседуваат некаква божественост. Во контекст на различните примени на поимот филетизам, ние имаме нарушување на хиерархичноста на стварност. Идејата за хиерархијата е класична тема во христијанската патристика и стварноста каква што е, постои како хиерархизирана, на врвот на таа хиерархија е Бог и неговата волја за светот. Доколку ние таа хиерархија на некој начин ја реорганизираме, па на врвот не застане Бог, туку нешто друго, веќе имаме таков хиерархиско вредносен или аксиолошки проблем. Вториот збор содржан во оваа кованица технофилетизам е зборот техне или техни, според новогрчкото читање на овој грчки збор, кој што буквално означува, зборот техне означува вештина, означува занает, означува уметност. На латински се преведува како арс, па тука го имаме оној англиски збор art. Art може да биде уметност, имаме martial arts, вештини. Така што овој општ збор техне или техни, спротиставен класично на епистеме, кој што пак на латински се преведува како скиентија или сциенција, ги означува овие нешта. Делата на технологијата, продуктите на технологијата, всушност се делата на нашите раце, она што ние создаваме како луѓе. Како луѓе, значи ние како созданија Божи создаваме нешто, ја имаме таа креативна способност да создадеме други нешто околу себе. Од тука доаѓа изборот техника. Би заклучил во овој дел, зборот технофилетизам го означува точно овој неадекватен однос кон технологијата која што ја поседуваме и која што ја продуцираме. Сега да дадеме неколку примери. Ќе реферирам кон предавањата и дискусиите што ги имавме овие неколку дена со доктор Штивич и завчера на Богословскиот факултет кај нас, тој имаше негово гостинско предавање и вчера имавме една прекрасна дискусија со него и со професорот Дејан Донев.
Каде што говоревме на оваа тема и меѓу другото наведовме повеќе примери за тоа што значува овој неадекватен однос кон технологијата. Можеме да го проследиме во различни сфери, во различни области, кои имаме во медицината, например. Во медицината ние може да имаме продолжување на животот преку најразлични технологии, градење на протези, различни средства за лекување и така натаму. Тука се јавува етички проблем, кој што надира во следната област, тоа е областа на социологијата, а тоа е дали до кој степен тие протези, тие додатоци, тие средства за лекување, кои што ја користат новите технологии, се достапни за сите. Нели? Дали сме ние навистина сите еднакви и дали нашиот живот, нашата живеешка или квалитетот на живење, за кој што толку често говориме, ќе зависи исклучиво од длабочината на нашиот джеб. Или пак говориме за општи права и така. Значи има сериозен етички проблем со кој што се соочуваме говорејќи за овие технолошки пробиви, да речеме, во полето на медицината. Директно рефериравме и кон полето на социологијата. Потоа имаме во доменот на психологијата. Имаме дехуманизација на мислењето. Не само кај возрастните, особено кај децата кои што се изложени на електронските уреди, пред се мобилните интерактивни уреди, самиот начин на мислење се модификува на таа интеракција со нелогосните, безсловесните уреди со кои што ние комуницираме. Не како што комуницираме со луѓе, туку како со конкретни уреди. Тоа нешто го обликува начинот на размислување. Тоа е сериозен проблем во развојната, во психологијата на развојот кај децата. Потоа, имаме следен проблем кој што ја допира темата за трансхуманизмот, а тоа е многу важна тема во доменот на онтологијата. Човекот како битие или како суштество, како милуваме веќе. Дали човек може преку своите достигнувања и откритија да еволуира во друго суштество? Доколку еволуира во друго суштество, значи кога тоа менува својата суштина, својата природа, и тоа веќе станува сериозен проблем од гледна точка на философијата. Дали ние и понатаму сме луѓе или стануваме нешто друго? И што е со оној стар човек кој што до тој миг постоел? Во доменот на антропологијата имаме еден исклучителен проблем, а тоа е проблемот на дуализација на човекот. Дуализмот, класичната дефиниција на дуализмот е поделба на човековото битие на телесно и на безтелесно, обично душевно начало, кои што се спротиставени едно на друго. Го имаме уште во класичната философија, во платонизм. Имаме различни облици на дуализирање. Например, се сеќаваме сите на онлайн работењето за време на пандемијата. На почетокот беше можеби интересно, ама со тек на време свативме дека ние го нема тој директен контакт меѓу нас. И тоа почна многу да ни недостасува на сите. Зошто? Заради тоа што комуникацијата е не само психолошка, туку и соматска. Психосоматското присуство на целиот човек, на сите нас собрани тука во оваа просторија, ја прави оваа конференција да биде навистина конференција. Онлайн форматот секогаш недостасува нешто, но тоа што недостасува е суштествено, тоа е телесното присуство. Човек е создаден и како тело, и како душа. Дури и оние, можеби, се уште ги доживуваме како теми и замисли од научната фантастика, но некои луѓе сериозно размислуваат за нив, не само фантазираат, а тоа е идејата за стекнување на бесмртност преку дигитализација на свеста. Сведување на човекот, што значи, што имплицира? Ова имплицира сведување на човекот и на човечкиот идентитет до неговата свест. Доколку ние можеме свеста да ја аплодираме во некаков систем, значи ли тоа дека ние остануваме да живееме вечно? Отворено прашање. Понатаму, во логиката имаме предизвици. Заради тоа што развојот на технологијата не соочува со одредени парадокси. Имаме тенденција, како претходната, за постигнување на бесмртноста, која што е стара тема уште од прашањето за алхемијата, нели? И така натаму. Од една страна прашањето за бесмртноста, од друга страна прашањето за евтаназијата. Или е тоа парадоксално?
Од една страна бесмртност, од друга страна желба да се прекрати животот по собствена волја. Тука се навраќаме на онаа книга и тема на Корнаракис, каде што тој говори за схизофренија. Схизо, го користам тој сигма хи израз, заради тоа што схизо буквално значи расцепување, делење, а френија доаѓа од фронима, кој што значи начин на мислење, на размислување. Сушност, преку овие парадокси, ние имаме губење на целовитоста на мислењето, на битисувањето и на многу важно оно што доктор Штивич го кажа на крајот, на смислата. Се губи смислата. Темата за аскетизмот, уште со неа ќе завршам за да заокружам ова мисла, бидејќи таа е составен дел од ова изложување од насловот. Што значува аскетизмот? Аскетото значи увежбување во богоподобното постоење или увежбување во живење согласно Божјата волја, замисла за секого од нас и за човештвото како цело. Постојат две аристотеловски координати кои што се превземени во светотечката философија, тоа е дека постојат на секое нешто кое што постои има формална причина и целна причина. На латински се именуваат како кауза формалис и кауза финалис, финална, целна причина. Таа целна причина не дефинира како суштества кои што се движат кон одредена цел, кон одредена смисла. Се додека ние се движиме кон смислата на нашето постоење и додека техничките пронајдоци и сите други нешта кои што ги создаваме како креативни суштества, ги насочуваме кон таа цел, тогаш имаме една општа представа дека користењето, ползувањето со тие средства е благословено и добро. Проблемот не е во самата технологија како таква. Проблемот е во екзистенцијалниот избор како таков. Дали ние технологијата ќе ја користиме на разборит начин, со расудување и впрегнувајќи ги во тој подвиг кон остварување на божествената волја за нас и за светот, или пак ќе ги искористиме за нешто друго. Тоа е основниот екзистенцијален избор кој што постои пред нас. Дали ќе успееме технолошките ресурси на нашето време да ги ускладиме со богосоздадената цел и смисла на творението. Тука повторно се враќаме кон темата за хиерархизацијата за стварноста и за повторното востановување на благословената хиерархија и поредок на нештата. Заради тоа што точно таа хиерархија ни го дава и клучот за тоа на кој начин правилно навистина да се поставиме кон сите овие фасцинантни теолошки пронајдоци и процеси на кои што сме сведоци во нашата генерација и при тоа да ги искористиме за нешто добро, а не за нешто кое што може да биде погубно и за нас и за светот во кој што живееме. Очигледно дека човекот веќе има капацитет да ги користи сите тие пронајдоци за многу длабоко да влие, вклучително негативно врз светот во кој што живееме. И тоа не е јасно. И благодарам на сите, извинете за пречекорувањето на времето.